почеток, јас би споменала дека денешната обука ја организираме во рамките на проектот Дигитализација во земјоделството сега, кој што ни е поддржан во рамките на еден поголем регионален проект, кој што е наречен зајакнување на граѓанското учество во спроведувањето на дигиталната агенда на државата и еден поширок и регионален проект кој што кај нас го спроведува Метаморфозис фондацијата заедно со уште 5 организации од земјите од Западен Балкан, значи вклучувајќи ги тука Црна Гора, Косово, Србија, Албанија, и самиот проект има за цел во сите овие земји да ја унапреди, да го унапреди спроведувањето на дигиталната агенда. Сега ќе имаме можност да видиме што всушност значи дигиталната агенда и секоја една држава си има своја дигитална агенда, која што всушност ја насочува кон и истата би требало со тек на време всушност да ги достигне процесите кои што се одвиваат и на европско ниво. Меѓутоа секоја земја се почнува од тој степен до кој што е развиена. Така да всушност денес ваквите обуки всушност на нас понатаму ќе ни бидат од особена важност и ќе ни служат и во нашето излегување на терен, и секако во нашата техничка поддршка која што ќе ја даваме до земјоделците на терен, меѓутоа би сакале тука да фатиме еден поширок процес, односно да не е стрикно, ќе имаме еден таков дел кој што е за субвенциите и за тој дел, меѓутоа исто така кога се аплицира за било кои програми, меѓу другото на самите земјоделци им се освен значи дали станува збор за апликацијата за субвенции или кога станува збор за одредени повици, освен барањето кое се поднесува, секако дека се потребни други дополнителни документи, како на пример што е имотен лист или ако станува збор за правно лице, тековна состојба, одредени потврди, значи за сечена ликвидациона постапка, даноците тука се преку УЈП, уверението за платени даноци, така да ќе имаме можност и малку со тој дел да се запознаеме и токму затоа ваквата обука не беше предвидена односно ја поделивме во два дела. И тоа едниот дел каде што ќе говориме за дигиталната агенда, меѓутоа исто така и за националниот портал услуги.gov.mk, каде што голем дел од услугите кои што им се потребни на земјоделците се достапни или општо на нас како граѓани се достапни, дали значи се целосно или се половично електронски, меѓутоа тој национален портал се користи многу малку во оглед на можностите кои што ги нуди и една секако од целите преку овие обуки кои што понатаму пак дел од нас ќе ги спроведуваат исто така и на терен врз основа на она што ќе го стекнеме како знаење тука. Всушност целта ќе биде и да се испромовира, меѓутоа и да многу повеќе се користи ваквиот систем и од страна на населението во локалната заедница. И вториот дел од обуката, кога ќе поминеме овој прв дел, всушност се однесува баш конкретно на директните плаќања, електронското значи барање за субвенции, како се одвива целосно тој процес, се со цел за исто така и овој процес да го доближиме до локалното население, затоа што многу често пати се создаваат и забуни дека станува збор за еден тежок процес, дека не може да се поднесе без да има и соодветна поддршка од страна на дали се тоа е вработените во Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството или дали станува збор за подрачните единици на Министерството за земјоделство. Меѓутоа, јас се надевам дека денес сите ќе имаме можност да увидиме дека сепак ваквите процеси се можни, ако соодветно имаме упатства и насоки како тоа да го направиме. Сега, бидејќи ние не сме секако до тој дел толку експерти, затоа денес имаме двајца експерти, односно предавачи и обучувачи, кои што ќе бидат со нас денес и во наредните 2 дена, значи односно утре и наредната сабота. Тука со нас значи е Зоран Мрчевски, кој што ќе го води делот како IT експерт и ќе го води делот на дигиталната агенда, меѓутоа така и исто ќе ни го долови моментот на практично користење на услугите од националниот портал услуги.gov.mk и Горанчо Томевски, кој што е долгогодишен експерт и вработен во Агенцијата за поттикнување
на развојот во земјоделството, кој што пак особено ја има експертизата во делот на аплицирањето не само за субвенции, туку исто така и за сите програми кои што се отворени за развој на земјоделството и руралните средини. И мислам дека навистина ќе имаме една доста добра и плодна и дискусија, меѓутоа исто така и работилница од која што сите ќе можеме да научиме многу повеќе. Јас сега го препуштам просторот првично на Зоран Мрчевски, па Зоран, повелете. Фала, Лиле. Здраво на сите, јас сум Зоран. Прво да ви посакам убав ден и убав петок. Работам во аутсорсинг компанија во делот на IT credentialing и верификацијски услуги. Драго ми е денестење на дигиталните услуги кои ни ги нуди Република Северна Македонија и практично да видиме како функционира порталот услуги.gov.mk. За почеток ќе ви го споделам мојот екран со мојата презентација. Говорете, се гледаме? Гледам, да. Екранот. Така, значи дигитализација во Северна Македонија, Република Северна Македонија. Што представува дигиталната технологија? Значи, како што знаеме, живееме сите во едно чудно време и време на промени поради пандемијата која ни се случи во последната година и пол со коронавирусот. И несомнено е дека оваа пандемија не допре сите на ваков или таков начин. Значи, ни го смени секојдневието, ни ги смени начините на живот, начините на комуникација, начините на работа, буквално се. Како што врви времето, ние сите се трудиме да избегаме гужви и чекање по шалтери, плаќање по банки. И силум прилике бевме приморани сите да почнеме да ги извршуваме работните обврски, што професионално, што приватно, од дома. Сега поради тоа се засили потребата за надградување и усовршување во делот на дигиталното работење и усовршување на познавањето на дигиталната технологија. Што представува дигитална технологија? Дигиталната технологија, како што кажавме, го допира секој дел од нашиот живот. Како што врви времето и како што кидат годините, тоа ќе биде се поинтензивно и ќе бидеме приморани се повеќе и повеќе да бидеме во склоп и во контакт со дигитализацијата општо на глобално ниво. Дигитализацијата ни дава нови начини да се поврзиме и да ги трансформираме сите наши потреби, сите наши образовни, физички, било какви потреби преку дигитален пат. Се повеќе корисници почнуваат да работат, да се префрлаат од физичка работа и работа со физичко присуство на онлайн работа и онлайн едукација, а со новата дигитална агенда ние можеме да користиме нови работи и единствен нов онлайн пазар. Од друга страна пак, дигитализацијата представува еден механизам за подобрување на добросостојбата на граѓаните, подразбира пак унапредување на електронското работење и поголема ефикасност на институции, организации и другите општествени субјекти. Неопходноста се покажа уште повеќе и стана поевидентна со пандемијава, затоа се укажа на ургентна потреба од воведување на механизми, алатки и од адаптирана регулатива за подобра организација за целосно функционално општество. Дигиталната агенда, која ни е веќе наметната како и на локален, така и на европски план, подразбира визија, цели и приоритетни активности кои треба да бидат опатени во наредните неколку години и кои ќе се утврдени со документи кои ги налага Европската комисија. Тие стратешки документи ја представуваат дигиталната агенда за Европа, која се состои од тоа да се намалат потешкотиите во дигиталната комуникација и дигиталната работа, која ќе граѓаните
кога тогаш ќе почнат да ја применуваат. Тоа значи да се намали роаминг, да се зголеми поврзаноста онлайн, да се стекни и да се зголеми надогради интернет сигурноста, довербата и дигитализациите како и на граѓаните, така и на индустриите, да се подобри дигиталната економија и да се подобри дигиталното општество, да се направат нови иновации и да се поттикне истражувањето во дигитален аспект. Според Европската унија, ова агенда ги одредува активностите и политиките кои се неопходни за постигнување на најголемите добивки кај сите. Секоја година Европската комисија доставува табели кои представуваат табели за напредок, како се одвива дигитализацијата, како и во Европа, така и на Западен Балкан, и тие може да се видат јавно. Кои се клучни цели на агендата? Значи, клучни цели се единствен онлайн пазар, што представува онлайн пазар за корисниците да тргуваат преку границите без ограничување. Значи, не мора да бидат физички присутни, значи можат сите своји трансакции, сите своји деловности да ги обавуваат преку интернет. Сега проблемот што треба да се среди е да се доведат прифатливи законски мерки за секој фрагментиран пазар. За таа цел се поедноставуваат авторските права и менаџирање на лиценци, како и да се воведат поедноставни механизми и алатки за електронско плаќање. Потоа следи подобрени ИКТ стандарди и соработка, подобрување на безбедност и доверба и пристап до брз интернет. Значи, која е идејата овдеке? Идејата ствари беше до 2013 година да сите европски граѓани имаат пристап до широкопојасен интернет, односно да имаат стабилен и безбеден интернет, а до 2020 година сите да имаат пристап до 30 мегабита во секунда брз интернет. Значи да немаат лагирање, да немаат паѓање во интернет, да моди флуидно работат. Потоа, друга цел е инвестирање во извршување и иновации во ИКТ. Наредна цел е едукација на граѓаните за дигитални сервиси. Овдека можеме да кажеме дека иако половина Европа се онлайн секој ден, има интересен факт дека 30% од граѓаните воопшто не го користат интернет. И на крајот инвестирање во интернет технологија за подобрување на општеството. Во оваа цел се потребни решенија за намалување на користење на енергија, за поддршка на постарите граѓани кои му е, можам да кажам, малку и апстрактно користењево на интернет, за подобрување на здравството, односно пристап онлайн до здравствените услуги, подобрување на пристапот на интернет на луѓето со посебни потребни и слично. Во Република Северна Македонија веќе е воспоставена дигиталната агенда. Се прават институционални напори за постигнување на дигитална трансформација. Оваа тема е поприлично нова за граѓаните и се прават напори да се доближи темава до нив како крајни корисници. Како резултат на нештото е воспоставувањето на порталот услуги.gov.mk, а исто така и подпишан договор за пристапување на државата кон програмата за дигитална трансформација ИСА-2. Овдека станува збор за централна програма на Европската унија која поддржува активности за развој на интернет технологиите во јавната администрација, давање на електронски услуги и генерално дигитализирање на целиот јавен сектор. Сега оваа програма представува место каде што се прават планови за развој на информатичкото општество, размена на искуства помеѓу државите кои се членки во Европската унија, како и развој на нови стандарди и технологии од областа, каде што и Република Северна Македонија може да даде свој придонес. Оваа програма е намета буквално за сите земји членки во Европска унија, но е направен исклучок да се дозволи нашата држава како земја
која една од кандидатите да биде активен член. Овој договор беше потпишан од тогашниот министер за информатичко општество Дамјан Манчевски и еврокомесарот Јоханес Хан. Од економски аспект, придобивките за нас како држава се многу големи. Значи, членството кое се плаќа за учество во оваа програма изнесува некаде со помал износ од годишните трошоци кои ги имаме за приклучок кон теста NG мрежата. Сега по завршувањето на оваа програма истата ќе се трансформира во уште поголема програма именувана Digital Europe, која ќе се занимава со поголема слика на дигитализација за Европска унија. Тука ќе се разгледуваат и носат идните стандарди и насоки за развој на дигиталната агенда. Понатаму се претпоставува дека Македонија активно треба да продолжи да учествува со дефинирање на идните решенија и стандарди од ова поле, кои понатаму треба да ги имплементираме и примениме. Напорите кои ги прави нашата држава за приклучување кон ИСА-2 се за поздравување на вистина, а како потврда е од стапката и за поздравување од стапката која Европската унија ја прави, овозможувајќи на нашата држава да има полноправно членство во истата таа програма. Сега, што се тоа услуги што ги спомнуваме цело време. Значи, услугите ви се фактички информациите за голем број на услуги кои ги нудат институциите, кои ги нуди пазарот, кои ги нуди односно информациите кои вие сакате, ви се потребни, сакате да ги најдете и можете да ги најдете сите на едно место, тоест онлайн преку компјутер. Сега, сите услуги од сите закони се едноставно напишани и достапни на граѓаните за да се информираат кои се нивните права, значи кои документи треба да се достават, кои се роковите, колку чини услуга, каде да се поднесе барање или жалба и друго. Достапни ви се сите онлайн, како што кажав, на еден принцип. Брзо, електронски, без шетање од шалтер до шалтер или без пребарување на веб страници. Значи, тоа го овозможува порталот кој што го наведевме претходно. Во Република Македонија конкретно беше пуштен во употреба на 16 декември 2019 година националниот портал услуги, кој е достапен на линкот www.uslugi.gov.mk. Порталот е достапен за сите преку десктоп компјутер, лаптоп, мобилен или таблет, и тоа е достапен на 3 јазици, значи македонски, албански и англиски јазик. Порталот е воспоставен и управуван од Министерството за информатичко општество и за истиот е одговорно Министерството за информатичко општество со тоа што тој го одржува, тој го апдейтува и тој ги регулира правните нормативи. Порталот се состои од 2 дела, како што ќе видиме, значи се состои од јавен дел, се состои од приватен дел. Во јавниот дел е достапен за сите, без исклучок. Значи нема потреба од било каква најава или идентификација. На него се објавени податоци за услугите кои ги даваат органите или другите субјекти, односно давателите на услуги. За секоја услуга се достапни сите податоци. Значи основните информации, надлежните органи, дали може директно да се аплицира, дали треба да се соберат документи, па треба шалтерски да се поднесат, услови кои се, рокови кои се за плаќање, рокови кои се за доставување плаќање, информации за плаќање, законска регулатива и други. Тие исто како што ќе видиме на порталот, може да се пребаруваат по критериуми, тоа по животен настан, по категорија, по азбучен ред, по надлежен орган, има исто така алатки за пребарување. И во јавниот дел се достапни податоци за надлежните органи кои се имплементирани во порталот, вклучувајќи и нивната адреса. Приватниот дел е достапен за регистрирани и идентификувани корисници. Значи, што значи тоа? Значи, за да бидеш регистриран и идентификуван корисник, треба да се регистрираш директно на порталот, што ќе видиме подосна.
поднесување може да се користи за поднесување на барање во електронска форма, за добивање на одредена услуга, за поднесување на докази според пропишаните критериуми, за плаќање на доместилци и административни такси за услугите, следењето на статусот на постапката согласно со максималниот дозволен степен на увид обезбеден со надлежниот орган, добивање на барањето и добивање на одговор на барањето на услугата. Се зарегистрираме на системот со систем за единствена најава. Системот за единствена најава е едноставен систем за функционирање, каде што регистрацијата и најавата на порталот се одвива преку AID порталот. Во моментот преку него може да се регистрираат само физички лица. За најавата на порталот корисникот автоматски се препраќа на системот за единствена најава, каде што се идентификува со неговите податоци, односно со неговите генерали, тоест активна имейл адреса, како корисничко име и лозинка или дигитален сертификат. По успешната најава се испраќа автентикацијски токен до порталот, со што се овозможува пристап, односно влез во приватниот дел на порталот. Сега, исто така можеме да кажеме дека порталот е директно поврзан со институциите, како што се Централен регистар и Управа за јавни приходи. Значи, Централниот регистар, кој исто така управуван од Министерството за информатичко општество, представува централна електронска база во која се содржани сите основни податоци на граѓаните. Значи, кога и да имаме ние аплицирано за нешто дигитално или преку шалтер, значи ги имаме доставено нашите податоци, кои се таму верификувани и се чуваат. Во процесот на регистрација се врши проверка на идентитетот на корисникот, значи на физичкиот идентитет, со документ за лична идентификација, се бара потврда на имейл адреса и се проверува дали е таа активна или не е активна. По успешното завршување на овие проверки, по Централниот регистар се генерира и се запишува единствен електронски број на граѓанинот, составен од 10 цифри. Тој представува врска помеѓу системот за електронска најава, физичкиот идентитет на корисникот и податоците достапни за него во Централниот регистар. Во кратки црти ова значи кога ќе се најавите со веќе податоците што веќе ги имате, значи вие кога ќе се најавите на порталот, во порталот автоматски се ажурираат сите ваши податоци кои ги има во Централниот регистар, како што се матичен број, адреса на живење и слично. Услугите во порталот се многу бројни. Некои услуги можат директно да се користат онлайн, некои услуги се користат за тоа што ги имате сите податоци кои што ви се потребни за прибирање, за аплицирање на било која потреба. Каталогот на услуги во електронската база е структуриран на начин што се внесуваат и управуваат податоците на сите јавни услуги, како основни податоци, рокови, плаќања, надлежни органи, законски основи, припадност на категорија, животен настан и друго. Најголем дел од податоците содржани во каталогот се услуги кои се објавуваат на јавниот дел на порталот, така да можат сите да ги видат. На објавувањето на податоците му претходат внесување, верификување и одобрување. Се во овој процес учествуваат надлежните органи, исто така и Министерството за информатичко општество. Во моментот, додека вие држам оваа презентација, порталот брои од прилика 791 услуга, од кои 154 се достапни електронски. Плаќањето на овие услуги е пропишано со административна такса или на домест. Ова плаќање е овозможено преку онлайн картички на
на безбеден начин и преку банките на Република Македонија. Порталот е наменет за сите кои имаат потреба да обават некаква електронска обврска која може да се направи на шалтер во институциите. Јавниот дел на порталот има содржини кои се наменети за граѓани и за компании, како и за останати организации. Во рамките на порталот објавени се и податоци кои се однесуваат на услуги на централно и на услуги на локално ниво. Објавените услуги се однесуваат и на државјани и на Македонија, како и на странски државјани. Значи, правната рамка која го подкрепува целиот овај портал е основа за функционирање, ја има донесено, уствари функционира преку Законот за електронско управување и електронски услуги 98/2019, каде што е дефинирано конкретно електронската размена на податоци и начинот на кој таа треба да се спроведува, односно давањето на услуги, работењето на посредници и друго. Други закони во работењето на порталот се Законот за централен регистар на население и Законот за електронски документи, т.е. електронска идентификација и доверливи услуги. Ви благодарам за вниманието. Со ова го завршивме делот од презентацијата теоретска. Сега ќе ви го споделам конкретно да го видите како функционира и како изгледа нештото во, како да речем, во живо. Значи, услуги.gov.mk го отвараме на начинот што горе во табот пишуваме услуги.gov.mk и самиот портал, и самиот портал ни се отвора со неговиот основен интерфейс. Значи, ова интерфейс овдека, можеме да видиме јавниот дел кој е за корисниците. Значи, овдека може да се видат сите работи кои ги интересира корисниците, а не мора да бидат вклучени, односно регистрирани на порталот. Значи, еве ги категориите како се поделени. Сега да видиме како оди регистрацијата на интернет порталот. Регистрацијата на интернет порталот оди се дели на три категории. На категорија се дели од основен кориснички профил, на категорија од ниско ниво и категорија на високо ниво. Значи, категоријата од основен кориснички профил подразбира дека процесот на регистрација не е проверен и не е потврден вашиот физички идентитет. Тоа ви е овој таб. Овдека. Тоа ви е овој таб овдека. Можете да се регистрирате едноставно, значи со внесување на валидна имейл адреса. Под валидна подразбирам дека ви е во функционална употреба, дека можете да пристапите во неја во било кое време. Значи, внесувате лозинка и потврдувате лозинка. И со тоа кликнувате на табот регистрирај се. Ниското ниво на регистрација ви представува дека во процесот на регистрација во одреден момент вашите податоци биле проверени и вашиот идентитет физички бил проверен со ваше лично присуство, односно приложување на важечки документ за лична идентификација. И со тоа, значи, имате дозвола за да можете да испраќате, вие сте проверени фактички, имате дозвола за да можете да испраќате или да симнувате барања кои ви требаат. Најчесто и наједноставно, пошто реално сите имаме направено профили на управата за јавни
управата за јавни приходи. Значи го користиме профилот со имейл адресата, со имейл адресата кој го имаме регистрирано во управата за јавни приходи и со истата лозинка. Сега дека има може да се соочиме со некои проблеми како што се на пример ако ја имате заборавено лозинката во управа од корисничката сметка за управа за јавни приходи, значи тоа многу лесно се решава внатре во самиот портал одите преку табот најави се. Значи кога ќе влезете внатре ќе ви покаже дека имате таб за заборавена лозинка. Значи кога го стегнете овој таб за заборавена лозинка автоматски, ако ви ја препознае имейл адресата дека ви е генерирана во управа за приходи, ќе ви стаса нов пасворд за истата на активната имейл адреса и за тој пасворд можете да влезете конкретно пак во портал. Сега ги направивме првите два начина за регистрација на порталот. Го оставивме за крај високото ниво на регистрација, тоа значи ако да имате дигитален сертификат со кој што дигитален сертификат можете да потпишувате или да ставате печат на било кои документи кои ви се потребни. Значи не мора физички со скенирање, туку дигитално. Овие дигитални сертификати се вадат од авторизирани компании како што се Телеком и има важност од 1, 3 или 5 години. И може да ги употребите секаде онаму каде што ви требаат. И наједноставно внесување вие со матичен број, со имейл адреса, да потврдувате лозинката, кликате на продолжи и внатре кога ќе влезете, значи ќе ви биде даден дел каде што можете да го вметните вашиот да го внесите вашиот дигитален сертификат и да можете да функционирате понатаму чисто. Сега да се вратиме на почетната страна, да се најавиме и да ги видиме кои опции ни се достапни. Сега, пошто јас сум пријавен со профилот на управа за приходи, значи одиме директно на најави се и сега како што можеме да видиме, тука имаме пак ни се јавува главниот кориснички интерфејс со тоа што први ни се појавува нашиот профил, односно нашиот кориснички профил. Во корисничкиот профил можеме да ги видиме кои ни се генералиите, значи име, презиме, адреса, населено место, имейл адреса. И сега имате овдека на десната страна табови. Значи имаме кориснички профил, кориснички подесувања, известувања, апликации за услуги, предплата за услуги и омилени услуги. Тоа што значи? Значи во овој кориснички профил и во овие табови можеме да си прегледаме цела наша историја, што имаме правено, кои документи ги имаме симнати, значи за кои услуги си имаме предплатено или ги имаме побарано. Значи затоа се ова предплата за услуги, апликации за услуги, омилени услуги. Кога ќе појдеме генерално на јавниот дел на порталот, односно сега веќе не е јавен пошто се регистриравме, можеме да видиме дека се состои од повеќе категории. Значи, прва категорија, првата услуга ви е поделена во категории и подкатегории, значи како што можеме да видиме овдека. Значи, семејство, деца, нега и социјална помош, каде што има подкатегории како институционална заштита, парична помош од социјална заштита, детска заштита, парична помош за стари лица, лични документи, исправи кои мислам дека нас најмногу ни требаат и имаме најголемите проблеми чувајќи се со
гужвите кои ги има во институциите при вадењето на овие документи, значи патни исправи. Еве овде како што можеме да видиме за возачки дозволи, во моментов не е апдейтирано, односно не се додадени услугите, али за повеќето другите дозволи ги имаме онлайн, каде што можеме директно да аплицираме или да ги симниме податоците кои треба да ги собереме за да можеме да аплицираме на лице место. Потоа имаме категорија здравство, кај што ги имаме неколку здравствени услуги, значи кои се здравствена превенција, лекарски услуги, специјалистички услуги, значи болничко здравствено осигурување, лекови, ортопедски помагала и слично. Транспорт и врски и животна средина, значи земјишти, водни ресурси, природни извори, состојба на животна средина, дозволи за лов и риболов, унапредување на просторот, превоз, просторно планирање, природа и друго. Образование и обуки, значи ни се тука под категории предшколска, школска, високо образование, стипендии, обуки, наука. Домување и имот, значи овде има документи што ни требаат кога имаме нешто во изградба, купување, продавање, промена на живеалиште, општинско планирање, изнајмување и имот општо, култура, спорт и рекреација, значи стопанисување, производство и пласман, увоз, извоз, субвенции, инвестиции, регистрација на фирма, трговец, поединец, туризам и угостителство, патување и транспорт, значи тука ви се регистрација на возила, регистрација на чамци, бродови, конзуларни услуги, осигурување, патување на деца, правосудство и човекови права, значи правосудство и човекови права, значи за правен систем, правна помош, родова еднаквост и овде не се најдени услуги во моментот, заштита од дискриминација, верски заедници, заштита од лични податоци, даноци и јавни давачки, значи овде ги имате сите образци кои ви се потребни за поднесување на данок, повратот на данок, царински услуги, придонеси, такси, глоби, работа и вработување, ви се вработување, за невработеност, престанок на работеност, пензиско осигурување, пензии и друго, миграција и визи, под категорија ви се државјанства, визи, привремен престој селеници и безбедност и одбрана. Значи имате овдека за оружје, за служење воен рок, за приватно обезбедување. Потоа друга категорија ви се животни настани, фактички ви се истата првата категорија, само сликовито ви се објаснети за полесно да можете да се снајдете, да можете да изнавигирате на порталот. Исто така имате по азбучен ред и имате директно, можете да кликнете на табот e-услуги, да ве однеси директно до табот, каде што ќе ве префрли на сите активни и сите достапни услуги кои што ни се во моментов на порталот за користење. Значи можеме да ги видиме, овде има активни 154 услуги кои со директно кликање на табот аплицирај не аплицираме директно преку порталот до саканата институција и саканиот податок. Сега по-конкретно да видиме како изгледа нешто да аплицираш, да побараш. Значи одиме пример во животни настани, во лични документи, го отвараме табот. Лични документи и сега како прво дека можеме да видиме издавање на извод од матична книга на родај. Значи кога ќе отвориме овој таб, ги имаме на дисплеј ќе ни излезат сите податоци што ни се потребни. Значи можеме да видиме од нашата лева страна дека имаме преглед на дисплејот, значи ви се кои се како прво услови. Значи ви треба извод од матична, што е извод од матична книга, кои услови ни се потребни. Значи кои документи ни се конкретно потребни за ова. Значи барање и документ за идентификација. Значи можете да го преземете тој документ на македонски и на албански јазик. Значи овде на следниот начин се превзема
и тој документ можете да го отворите и да го потполните, да ви биде спремен дали за онлайн, дали за поднесување лично на шалтер, како што можете да видите барањето кој го потполнувам исто во институцијата, го имаме во моментов онлайн. Потоа надолу како оди плаќањето. Значи плаќањето оди со административна такса конкретно за оваа услуга, со извод на матична книга, за извод на матична книга на родени 50 дена и вкупно ние 150 дена. Рок и важност на оваа услуга ќе ја добијате во рок од 10 дена од денот на аплицирање, или во тоа, во зависност на како ни е аплицирана или како ни е на оваа услуга поднесена, има повеќе начини на доставување на услугата, како што се пошта, да подигнеш лично, дипломатски конзуларни представништва, се подига лично или од помошник или електронски на портал. Значи, ако аплицираме електронски на портал, ако имаме внесена нашата валидна интернет адрес, имейл адреса, значи документот кој го имаме аплициран и за кој имаме платено, ќе ни стаса на нашата имейл адреса. Овдека долу можеме да ги видиме конкретно контакт службата за водење на матични книги, имената имейл адреса и детален опис на услуга. Кога го кажав ова сето, да се пробаме да аплицираме, да видиме како. Кога ќе стегнете на табот аплицирај, директно ве носи порталот, пошто имаме регистрација од ниско ниво и со валидна имейл адреса, директно не носи во Министерството за правда, во управата за водење на матичните книги. За да извадиме, овдека можеме да видиме повеќе услуги кои ни се достапни, значи извод од матична книга на родени, извод од матична книга на венчани, извод од матична книга на умрени, уверение за слободна брачна состојба. Сега поднесуваме барање за извод од матична книга на родени. Значи, кога ќе го кликнеме тој таб, Министерството за правда ни бара најава, значи со корисничко име и лозинка. Значи, ни бара најава со корисничко име и лозинка кој треба да го имаме генерирано во Министерството за правда. Ама поради тоа што се пријавуваме и сме регистрирани на порталот услуги, значи има друг таб, најава со eid-uslugi.gov.mk. Тоест, ако го кликнеме овој таб, автоматски ќе бидеме најавени во Министерството. Имате потреба. И поднесуваме барање. И се барањето оди на следните. Значи, барање издавање на извод од матична книга на родени. Наменето за кого? Тип на извод, основен извод, интернационален извод, двојазичен извод. Одиме на следни. Вашите податоци се веќе генерирани, пошто ги има во Централниот регистар на Република Македонија. Одиме следно, име на мајката, име на таткото. Одиме следно и како сакате да го подигнете извод. Дали сакате шалтер, дали сакате преку пошта, дали сакате електронски. Али како што кажавме, пошто почнавме се онлайн да работиме, најдобро е изводот да ни стигне електронски. Значи, најчисто е, најбрзо е, најтранспарентно. Стегнуваме на табот следно и ни излегува барањето за да го платиме, да ја платиме оваа услуга. Значи, си пишува услугата колку чини административната такса, колку постои провизија и вкупниот износ. Значи, ве молиме, пишува долу, има убава нотификација, значи ве молиме внимателно да ги прочитате условите за користење на услугата на електронско плаќање на сметки со платежни картички преку порталот. Доколку се согласувате со условите, одберете копчето се согласувам, пошто ќе биде отворена страница во која ќе треба да ги внесете податоците за вашата платежна картичка за да го извршите плаќање. Значи одиме се согласувам и ви излегува дисплеј каде што може да ја видите од Унибанка дисплејот, каде што може да ги внесете податоците од вашата дебитна картичка. Значи овдека е имателот на картичката, овдека е бројот на картичката, овдека е сигурносниот број и датумот на истекување на картичката. Значи откако ќе
ги потполните генералиите кои ви ги бара порталот, одите на Submit или Поднеси и автоматски ви е платена услуга. Откако ќе ви биде извршено плаќањето на услугата, вие ќе добијате нотификација на вашиот имейл дека нештото е веќе платено и дека е веќе во обработка и треба да го чекате да ви стигне на вашата имейл адреса. Да видиме, например, некоја друга услуга. Еве, да одиме во вработување. Издавање на извод, компјутерски запис, образец заметен МР. И истиот редослед. Значи, од левата страна ни се брзиот преглед, средишниот дел ни е објаснувањето на услугата која бараме, од десната страна ни е давателот на услуга, Агенција за вработување на Република Северна Македонија. Сега, и ова исто како претходното може да се подигне, да ја доставите или на шалтер или електронски. Исто да подигнете електронски или лично. Значи, одиме пак на копчето аплицирај. Вашите податоци се читаат. Сега, за разлика од претходното, ние бираме јазик, ги метнуваме податоците, односно датумот на проверка, конкретно во порталот, каде што сме веќе, денеска сме 23, и правиме поднес. И вашето барање е генерирано. Значи, Република, ова е барањето, истото што можете да го потполните и на шалтер. И стегнуваме потврди. И тоа автоматски е испратено и вие ќе треба да чекате да добијате одговор на исто. Да видиме, например, уште една услуга во животни настани, во болестни инвалидитет, натоместок на плата за привремена спреченост на работа поради болест и повреда. Исто како претходното, од левата страна ви е брз преглед, од десната страна ви е давателот на услуга, внатре ви се податоците кои треба да ги приберете и одиме да аплицираме. И сега, оваа услуга ве носи директно на веб порталот на Фондот за здравствено осигурување. Значи, треба да имате лозинка, за да влезете на овој портал, и од кога ќе влезете со вашата имейл адреса и лозинка на овој портал, автоматски ви се генерира барањето и можете да ги аплодирате, односно да ги прикачите сите овие податоци кои ви ги бара за поднесување за надоместок за плата од привремена спреченост за работа поради болест и повреда. Да разгледаме конкретно друго. Можеме да појдеме во стопанисување. Значи, субвенции и инвестиции. Овде ќе имате дозвола за основање друштво за управување задолжително доброволни пензиски фондови, дозвола за основање на друштво за управување исто задолжителен пензиски фонд, ама ова не ни е битно значење. Увоз, извоз, имате овдека производство и пласман. Значи, буквално сите услуги кои ви се потребни и кои одите да ги барате по институции, ги имате на портал. Еве, например, добивање
знак за производител на предмети од скапоцени метали, испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали. Значи, одобрување на објекти за производство, поставање во промет на аквакултура. Значи, имате буквално еден голем избор на услуги кои можете да ги во кои можете да се пронајдете, можете да ги користите преку порталот. Даноци и јавни данъци. Значи, регистрација за цели на данок на додадена вредност. Регистрација од повикување на регистрација на данок. Значи, сите кои ќе ги отвориме, ги имате истиот интерфейс. Значи, од левата страна ви се брзиот преглед, од десната страна давателот на услуга и како да аплицира. Ова ве носи директно на страницата на Управа за јавни приходи, каде што можете директно да аплицирате за отповикување на регистрација на данокот за додадена вредност. Како што кажав, надолу ви се сите потребни документи, плаќањето за ова услуга конкретно ви пишува дека не е дефинирана во место за плаќање, рок и важност на услугата ви е од 30 дена, значи ќе ја добиете 30 дена од рокот на доставување и се подига лично. Значи, оваа услуга не спаѓа под електронска достава, туку се подига лично или се подига по пошта. Со ова, мислам дека го комплетиравме во главно како функционира интернет порталот, што е дигитализација, и мислам дека во кратки црти беше многу едноставно и разбирливо како што и порталот во главно. Ви благодарам многу за вниманието. Лиле? Благодарам, Зоран, многу. Сега јас, пред да продолжиме на вториот дел, би сакала да прашам дали некој имате ваше размислување, прашања, доколку имате исто така, може би ве интересира некоја услуга подетално или една општа дискусија, како ви се гледаше ваквиот, значи, начин на аплицирање, така да оставам малку простор во тој дел, доколку некој би сакал нешто да дополни, да праша, како, или чисто да искоментира како ви изгледа ваквиот портал и ваквиот начин на добивање на услуги. Ако нема, мислам ние повели го Рачи. Еве, можем јас тука. Здраво на сите, здраво Лиле. Пошто ги познавам работиве, можам да се вклучам, јас сум исто еден од партнерите во овај проект, па можам да кажам моје искуство. Пред да го започнеме проектов со имплементација, не ми беа познати толку работите и почнав да ги учам. На почеток ми изгледаше нештото многу чудно и далечно и сакам да ги охрабрам сите кои досега не почнале со овие услуги, да почнат многу едноставно. Најважно е за услугите, за користење на услугите од порталот услуги.gov.mk да го имаат профилот, не мислам дека и сите го се регистрирани преку порталот на УЈП, го имаме корисничка сметка и понатаму ги користат сите услуги многу лесно. Ги пробував услугите, еве пред неколку дена што се и услуги со плаќање, ми беше чудно дали функционира и како функционира услугата за електронски да добијам, сега што ја кажуваше поставката Зоран, за извод од матична книга на родени.
Многу е лесна постапката, се вклучува директно до порталот од МВР, што е електронскиот портал, но се соочив некако проблем. Бев навикната претходно услугите кои ги побарав, ги добивав директно и ми стигнуваа на порталот e-услуги.gov.mk секој, а овде услугата ме извести на мейл адреса и ми беше чудно како да пристапам. Прво пробав да ја симнам PDF верзијата, што ми посочи линкот за да го симнам изводот, но понатаму не знаев како да го симнам тој документ. Требало повторно да се вратиш на страната од МВР, електронската страна, па оттаму да се најавиш за да го симниш документот. Тоа ми беше едно како нова работа и може да се кажи понатаму да како партнери до услуги GovMK да има некој начин да не ода граѓаните повторно на МВР порталот, туку да се симнува директно преку e-услуги. А иначе охрабрувам да се пробаат сите услуги, да не се плаша и пример овие што се услуги што не мора ни да се плати, да пробаат да се извади потврда за невработеност, потврда за стаж и такви некои потврди кои не мора да се платат за да ги испробаат овие услуги кои се нудат преку овој портал. А понатаму ќе ги учиме и локалните. Еве баш сакам, се надевам дека сега и Горанчо ќе ги спомни што се поврзани со земјоделциве некои услуги, толку од мене. Ако има нешто, би можела да се вклучам и да дадам некој допринос. Ти благодарам, Благица, многу. Да, секако дека си ни добре дојдена и како што спомена и ти, бидејќи си една исто така од организациите која што го спроведува на локално ниво проектот во рамките на доближувањето на дигиталната агенда до локалното население, навистина значи ваквите примери, било и да се позитивни и негативни, многу ќе ни значи да се споделуваат со сите нас, особено со да речем социјалната група, односно со земјоделците и служителите од руралните средини со кои што ние најчесто и работиме и кај кои што за жал секако се уште постои, еве убаво споменати, не само кај нив, односно кај сите нас како граѓани, се уште постои некој степен на недоверба кон ваквите електронски системи и воопшто кон електронските документи. Меѓутоа, токму па и затоа се ваквите работилници за еве вака, за некои кои што веќе ги користат ваквите услуги, да ни го објаснат и да ни го доближат ваквиот начин на добивање на услуги, затоа што еве по ова што го видовме, за еден извод од матичната книга на родени, наместо значи да чекаме по шалтерите, па например еве сега како што е да речеме во Кичево каде што има и доста лица кои што се дојдени од надвор, значи тоа е на вистинска гужва, каде што ќе мора или да бараш некој да купи пак оној стар начин што си го користиме, ако имаш некој познат, па да можеш некако преку ред, а инаку редиците се мислам дека со километри кај нас, така да во овој период ако еве за било што е хитно ти затреба извод, навистина нема теоретска шанса по пат на плетирање на шалтер да го извадиш барем во период од 2 до 3 недели, а често пати тоа на нас тоа е и многу време ако станува збор за некоја услуга и затоа токму една од причините зошто ваквите услуги треба да се ги доближуваме до сите нас. Знам и на сите овде нас не е јасно дека тоа е процес, дека ни треба време. Меѓутоа сметам дека колку повеќе вакви работилници, едукативни сесии има, колку повеќе овој систем го доближуваме до локалната заедница, мислам дека полека но сигурно сите ќе го применуваме, еве барем ако ништо друго за некои вакви постапки кои што се едноставни или како што спомена ти, дел од постапките и се целосно бесплатни, така да дури и со тој дел може секој од нас да започне. Сега исто така да речам една од проблем, не да ја речем проблематичните, меѓутоа како да видна еден од најголемите предизвици е меѓу другото и електронското аплицирање за субвенции. И е процес кој што Горанчо секако ќе ни објасни точно од кога е воведен, знам дека има повеќе години, меѓутоа сепак бројот на лица кои што поднесуваат
електронски апликации за субвенции ни изнесува негде околу 10.000, што навистина е мала бројка. Сега, токму и тоа ни беше целта, да освен првиот дел ја доближиме дигиталната агенда и националниот портал за услуги, вториот дел да го посветиме токму на онаа тема со која што ние се занимаваме, односно како да го доближиме електронското аплицирање и поднесување на барања за директни плаќања. Исто така, пред да продолжам понатаму, јас би ве замолила листата на присутни која што ви ја достави во чет да ја пополните, доколку од било кои причини тоа не може да го направите, ќе ве замолам во четот да напишете само ваше име, презиме и здруженијето од кое што доаѓате, а исто така ќе ви пратам еден линк за демографски податоци кои што исто така ни се потребни заради донаторот, меѓутоа и заради наша евиденција од типот на колку мажи, колку жени биле, која е нивната возраст, така да и еден таков линк ќе ви пуштам во четот, па би ве замолила истите да ги пополните. А сега ќе му дадам збор на Горанчо Томевски, кој што е долгогодишен, можам да кажам, и експерт со целосна слобода во областа не само на директните плаќања, туку и воопшто на целокупните програми кои што се насочени кон развој на земјоделството и руралниот развој кај нас. И навистина ми е драго што денес ќе имаме можност да ја проследиме неговата презентација, меѓутоа исто така да го прашаме сето она кое што не интересира, е поврзано со делот на директните плаќања, електронското аплицирање, па и доколку имате некои други прашања кои што се поврзани, секако дека Горан ни е тука на располагање. Благодарам Горанчо многу што ја прифати поканата и повели. Добар ден и од мене. Поздрав до сите присутни на овој вебинар и ми е мило што од страна на Лиле и од Фондацијата Рурална коалиција и од сите донатори ме ангажираат. И дека ова постапка за аплицирање за директните плаќања ќе ја доведеме, значи, да може и секој корисник да може слободно и од дома да може да си го изврши поднесувањето на барањето за директни плаќања. Директните плаќања се една од програмите кои ги носи Министерството за земјоделство согласно стратегијата, значи тоа е програмата за директни плаќања. Потоа тука се исто од програмата за рурален развој, програмата за рибарство. Значи тие се програми кои се креираат за развој на сите овие сектори. Директните плаќања се една од плаќањата, или ние ги викаме субвенциите, една од значителната сума на пари, некаде секоја година, зависно од годината, 150 милиони евра се наменети да се дистрибуират преку директните плаќања, насочени со различни типови на мерки. Мерките се поделени во 3 групи. Имаме мерки во делот на растителното производство, мерки во сточарското производство и имаме дополнителни мерки кои исто така се една значителна сума на плаќања. Постапката за поднесување на директните плаќања оди на самата веб страна на Агенцијата за финансиска поддршка. На екранот ги имате. Ја споделивме презентацијата, така да може да го гледате, значи, самиот портал на веб страната на платежната агенција ipart.gov.mk се внесува и излегува самата страна и од десната страна има посебни барања. Значи имаме барање за директните плаќања и барање кое се користи во делот на програмата за рурален развој. Меѓутоа, пред да отпочнеме со целата работа, значи во сите овие практични примери како се внесуваат податоците, сакам да нагласам дека секој корисник на услугите за директни плаќања, она што треба да види е да ја види програмата за директни плаќања, која што се наоѓа од левата страна на зелената палета, значи на самата платежна агенција, и може да ја најди програмата, да ја сметни, да ги види сите мерки, во која мерка колку финансиски средства се дозволени согласно буџетот на Република Македонија. Понатаму, она што треба исто така да се внимава е да се види
упатството, значи да се разгледа упатството за директни плаќања, да се види за која мерка колку средства се наменети, колкава е поддршката во делот на субвенцијата, значи кои се тие максимални износи, начинот како да се дојде до тие субвенции или за таа мерка. Кога сите овие работи ќе се прочитаат од страна на корисникот, врз база на неговите земјишни или сточарски капацитети, или можеби да се правни лица кои се занимаваат со некаков тип на друг тип на производство, можеби е живинарство, можеби е сосема друга работа, значи не е во делот на директните плаќања, во делот на растително или сточарско производство. Значи ги знае точните насоки како да се дојди и колкава е сумата на пари која ќе ја добија од страна на државата, односно од страна на платежната агенција, како агенција која е задолжена да ги извршува сите овие плаќања. Кога ќе се најавиме во делот на директните плаќања, од десната страна, значи се најавуваме во директните плаќања, излегува една најавна шпица, меѓутоа во таа најавна шпица може да се внесат податоците кои ги има секој земјоделец. Значи секој земјоделец има свој идентификацијски број кој го добива во Министерството за земјоделство при пријавувањето на првичното пријавување на нивните земјишни или сточарски капацитети. Значи тој број го запишуваме во најавата, а додека во лозинката се внесува врз база на претходно внесена лозинка. Во најголем случај ние кои работиме во Министерството, во агенциите, во најголем дел во лозинката го внесуваат нивниот матичен број, затоа што секој си го знае сопствениот матичен број и може полесно да влезе во тие податоци, меѓутоа може и да се внесува и сосема некој друг број кој што за барателот е личен и си го знае тој број и секогаш може со таа лозинка да влезе во барањето. За оние корисници кои првпат се најавуваат во системот, од десната страна во ова најавна шпица имаме кога се првпат регистрира земјоделецот. Во тој случај ги внесуваме сите овие податоци кои се на ова најавна шпица, значи имаме корисничко име, матичен број, се внесува емайл адреса, значи за електронска пошта која си ја користи, која што е активна, и се внесува лозинка, која лозинка се повторува, се кликнува за негово регистрирање и од тој момент лицето е внесено во системот на Агенцијата за финансиска поддршка и може да поднесува барање. Понатаму постапката оди да се најави на неговата мейл адреса, да изврши активација, значи има активацијски линк на самата мейл адреса, значи кога ќе се отвори личната адреса, има најавна шпица која што ги има истите податоци, значи најава, се внесува и бројот и лозинката и тогаш лицето влегува во самиот систем. Значи на екранот го имаме влезот во системот, каде што лицето избира една од две можности, значи систем за идентификација на земјишните парцели, која постапка е се уште во изработка, значи не е се уште ова алатка не е се уште во функција, влегуваме во ЕД-бар и со самото влегување во ЕД-бар, значи доаѓаме до влез во системот. Кога влегуваме во системот, прво што треба да се направи е да се освежат податоците. Значи на самиот десктоп има, значи објаснето е со слика, значи се освежуваат податоците и кога ќе се изврши освежување, значи се излегува една ваква алатка која кажува до каде е постапката за освежување на податоците, а тоа значи дека податоците се преземаат од различните системи. Значи, дали е тоа системот од Министерство за земјоделство, значи единствениот регистар на земјоделски стопанства, или од Агенцијата за храна и ветерина, доколку се работи за сточарски тип на производство. Кога ќе биде завршено освежувањето, излегува една ваква
ваква лента, значи во која кажува дека сите овие од левата страна се кликнати дека се преземени сите податоци од сите тие системи. Со исклучување на ОК се стегнува и во тој момент значи барателот може да продолжи со поднесувањето на барањето, односно со креирање на барање за годината која сака да поднеси барање. Се додава ново барање, значи во самата алатка, се додава ново барање и кога е додадено барањето за дотичната година за 2021 година, значи сега разговараме за 2021 година, тогаш може да се отпочне со внесување на податоци во самото електронско барање. Значи, внесувањето на податоците оди по мерки. Значи, овде се наведени мерките, растително, сточарско производство и дополнителни мерки. Во делот имаме посебни детали, значи тука се внесуваат податоците, значи кликнуваме на детали и излегуваат податоците на барателот. Значи, од каде е лицето, од кое населено место е, кој му е неговиот контакт телефон, дали има банкарска сметка, која е неговата тековна сметка, во која банка е, се внесуваат сите тие податоци. Тоа значи дека земјоделецот мора да ги има или корисникот мора да ги има пред него личната карта, податоците од личната карта и податоците од неговата трансакцијска сметка која сака да биде внесена во неговото барање. Кога ги внесуваме сите овие податоци, се зачувуваат истите и тие се зачувани се додека се заврши целосно барањето, односно до неговото поднесување. Доколку има одредени неправилности, значи се сгрешила бројот на трансакцијската сметка, автоматски самиот систем дава грешка, тоа значи дека тој број од банкарската сметка не соодветствува со бројот од матичниот број на лицето за кое се внесуваат податоците и тогаш знаеме дека се работи за некаква грешка. Меѓутоа во најголем дел од случаите корисниците си ги имаат пред нив податоците, бројовите се внесуваат полека, значи системот е целосно добар во смисла да има целосен увид во целата постапка. Кога се заврши оваа постапка, зависно од каков тип на земјоделски производител имаме, доколку се работи за производител од сточарското производство, значи се бира мерката за сточарско производство и од левата страна излегуваат сите мерки кои се наменети во сточарството. Значи почнувајќи од говеда, предадени потоа од говедарство па овчарство имаме козарство, лозарство, козарство, свињарство и така натаму. Значи ги имаме во палета сите мерки што се во делот на сточарското производство. Зависно од барателот тој пример кој е на самата презентација во делот на молзни крави, се клекнува во делот на молзните крави и излегуваат од десна страна автоматски бројот на животни кои се, значи бројот на молзни крави со број на ушни маркици кои се внесени во системот на Агенцијата за храна и ветеринарство и со една обично кликнување на аплицирај, доколку сакаме да ги аплицираме сите тие животни кои се излезени на самата страна. Доколку сакаме некој од овие молзни крави да го исклучиме, односно не сакаме да биде за оваа година поднесено барање за субвенција, од десната страна има посебно, значи каде се внесува да, не, значи дали е аплицирано животното да, значи со двоен клик на маусот излегува да, не го бираме не и автоматски се генерира дека тоа животно нема да биде за таа година внесено во барањето за директни плаќања. На истиот начин се внесуваат и податоците и во делот на овчарството и така натаму.
Меѓутоа, секој барател, зависно од во овој случај беа молзни крави, она на што треба да се внимава е мерките кои можат да ги користат. Значи, секој треба да знае дали вршил вештачко осеменување, значи постои дополнителна мерка за вештачко осеменување, за добиено теле по вештачки пат. Исто така на таа лента каде се наоѓаат сите мерки, ја наоѓаме мерката за вештачко осеменување. Кликнуваме на самата таа мерка и во самата таа мерка ќе ни излезат податоците на телина кои ги имаме во нашето одгледувалиште, а се добиени по вештачки пат. И ги кликнуваме сите тие телина кои сакаме да бидат внесени во барањето со аплицирај и автоматски системот ги зачувува податоците. Во делот на прилог за која мерка што доставуваме прилог, значи за вештачкото осеменување се доставува прилог една потврда од овластената ветеринарна станица и во самото електронско барање доставуваме на потврда дека сме ја доставиле потврдата, истата таа потврда понатаму ќе ја доставиме во писмена форма заедно со испечатено електронско барање. Тоа е што се однесува до вештачкото осеменување, а исто така и имаме дополнителна мерка во делот на субвенцирање на заклани говеда во кланичните капацитети, околку лицето има потврда од регистрирана кланица во регистарот на Министерство за земјоделство и во Агенцијата за храна и ветерина. Значи, во самата потврда се наведени кои животни се заклани во кланицата, кои се нивните ушни маркици, која е нивната тешина, каква раса е животното и така натаму. Сите тие податоци се внесуваат и со обично, значи после внесувањето со едно обично кликнување на зачувај, податоците се зачувуваат. Значи, можно е да во момент снема интернет, меѓутоа податоците се остануваат зачувани во самиот систем, тоа значи едно големо олеснување. Ова е што се однесува во делот на сточарството. Се надевам дека доколку има некакви прашања од страна на слушателите во овој дел, може и да се постават директни прашања за да не оставиме сите прашања да бидат на крај. Меѓутоа, доколку одлучите да бидат сите прашања на крај на мојата презентација, значи можеме да ги одговориме и тогаш. Што се однесува до поднесување на податоци од растителното производство, она што треба секој барател и секој корисник на веб страната да знае да ги има во предвид катастарските парцели со кои што располага. Сите катастарски парцели со кои располага и со нивната големина внесени се во оваа алатка, значи катастарски парцели, и на самиот кајрон ќе излезат сите катастарски парцели кои се внесени во Министерство за земјоделство во системот за регистрација со целосната нивна големина. Понатаму имаме уште една алатка, а таа е, значи, во делот на секунда само. Во внесувањето на податоците од растителното производство се внесуваат преку системот за идентификација на земјишните парцели. Овој систем за идентификација на земјишните парцели, значи во горната лента внесени се катастарските парцели и сизер парцелите. Значи во производен план се внесуваат податоците. Значи тука се податоци внесени од системот за идентификација на земјишните парцели, значи каде електронски се исцртани во самиот систем секоја од парцелите, и податоците за културите се внесуваат во овој производен план.
во кој производен план излегуваат дека се сите катастарски парцели внесени со нивните реални големини во пракса. Значи, како што може да видите на самиот кајрон, се внесуваат податоците за сите култури, поединачно, дали е тоа пченица, дали е градинарска култура, пиперка, зелка, кромит, компир. Од кога ќе бидат внесени податоците за културите, понатаму следи влегување во мерки, во растителното производство, каде се внесуваат податоците врз база, значи на таа на оваа алатка, се внесуваат податоците, се аплицираат сите овие мерки кои излегуваат значи на самиот кајрон и со самата постапка значи се аплицираат и автоматски системот ги зачува во самото барање. Од кога ќе ги внесиме сите податоци за сите мерки кои сме ги поднесувале, дали тоа е полиделско производство, дали е тоа градинарско производство, дали е тоа лозарско производство, воштарско производство, со самото нивно зачувување, автоматски во системот стојат како податоци и се генерираат во целосното барање кое на крајот ќе биде аплицирано и испечатено. Да видам овие малце ми се... Да. Исто така, во делот на овој тип на пријавување, значи во делот на полиделското производство, поврзано е и со поврзување, значи доколку се пријавило семенски материјал за одредената култура, има посебна табела во самото упатство, кои се минималните количини на семенски материјал кои се користат за секоја од културите и врз база на податоците кои се внесени во барањето, значи декарите, односно метрите квадратни по културите, секоја од културите знаеме колкава количина на семе е потребно да се внеси минимално за да може да се поднеси самото барање. Податоците за семенскиот материјал се внесуваат на оваа страна, се внесува конкретната количина врз база на податоците кои ги носи барателот, односно дали тоа е фискална сметка или доколку се работи за правно лице, тоа се фактури, испратници кои ги има и врз база на тие податоци кои ги внесуваме согласно тие фискални сметки или фактури, податоците се зачувуваат, се укажува на кој тип на дали е тоа фискална сметка или се работи за фактура, кликнуваме, ако е фискална сметка, кликнуваме да на во делот на фискални сметки, доколку се работи за фактура, кликнуваме да во делот на фактури, испратници и така натаму, и во делот на зачувај, автоматски податоците се зачуваат во целиот овој систем. Исто така, доколку барателот во делот на растителното производство има извршено агрохемиска анализа на почвата, значи и податоците за агрохемиската анализа на почвата се внесуваат на таа страна, значи за во делот на растителното производство, во посебна графа за извршена агрохемиска анализа, во која се внесуваат податоците за висината на таа агрохемиска анализа, колку пари е истата, цената се внесува без ДДВ, какви докази приложуваме, дали значи имаме финансиски документи во смисла на фактура за извршената агрохемиска анализа, потоа се доставува извештај од целосен за извршената агрохемиска анализа и во тој случај 70% од трошоците кои се направени за агрохемиската анализа, исто така и тие ќе бидат внесени во самото барање како средства кои треба да бидат повратени заедно со електронското барање. Понатаму следуваат дополнителните мерки. Во дополнителните мерки имаме неколку. Имаме зголемена субвенција за 15% доколку се работи за населено место
од основната субвенција 15%, доколку се работи за населено место кое е над 700 метри надморска височина или ги нарекуваме населени места со отежнати услови за производство. Потоа имаме дополнителна помош за млади земјоделци, која дополнителна помош изнесува 10%. Значи при самото аплицирање се кликнува, значи млади земјоделци се сите оние баратели кои на денот на поднесувањето на барањето не наполниле 40 години. Потоа имаме дополнителна помош за регистрираните земјоделци. За нив имаме дополнителна стимулација од 20% на основните субвенции. Основните субвенции се оние по грло и по површина. Значи, зголемена за 20%. И кога се кликнати сите барања, се она што е потребно да се внеси во барањето на барателот, понатаму одиме на негово печатење. Се печати самото барање да видиме кои се податоци се внесени во барањето, дали некоја од работите не ни се внесени, за да се повторно навратиме на барањето, да ги довнесиме сите тие податоци. Тоа значи, самото барање ќе излезе како неформална верзија. Значи, самото барање ќе излезе како неформална верзија. Значи, ова е веќе на самиот десктоп барање кое е официјално, значи поднесено. Меѓутоа ќе излезе барање кое е неофицијално барање, доколку податоците во самото барање се тие кои треба да бидат поднесени, се оди во постапка да се поднеси барањето. Значи, на горниот дел постои алатка во која вика поднеси барање. Ние кликнуваме самата таа алатка и доколку е се во ред, нема никакви проблеми во смисла на поголеми површини внесени од реално кои се работат или број на грла некои кои претходно не сме ги сме кликнале дека не сакаме да бидат пријавени, а во системот излегува дека се јавува грешка, значи самиот систем ни укажува каде е настаната грешката. Ако е се во ред, пристапуваме кон поднесување на барањето и печатање на истото барање. Доколку самиот корисник има печатар, може да го испечати и дома. Доколку нема свој печатар, може да ги искористи нашите институции, да се јави по телефон, само да му го испечатиме барањето и да помине во нашите канцеларии, да си го подигне барањето, да си го подпиши и со сите пропратни документи кои беа потребни во барањето, да ги достави до платежната агенција во писмена форма. Во глобала, ова е начинот на поднесување на барања. Сметам дека не е нешто многу сложено. Најдобро е да секој корисник ваков тип на презентација да биде во време кога се поднесуваат барања за субвенции и во тој случај секој може да си го креира автоматски барањето на самата презентација врз база на неговите податоци кои си ги има со него. Се надевам дека презентацијата не беше ништо тешка, е лесно разбирлива, меѓутоа доколку има прашања од страна на слушателите, сакам да им одговориме на сите поединечно или доколку некој денес не сака да поднеси да постави прашање, можеме да дојде до нашите простори и да извршиме уште една едукација во овој правец. Благодарам, Горанчо, многу. Убаво споменати, ова нас ќе ни биде особено важно, особено во периодот, сега таква ни беше динамиката во рамките на проектот, периодот нели за аплицирање на субвенции е завршен, меѓутоа ние имаме и локален центар за техничка и логистичка поддршка, дополнително преку ваквите обуки исто така ќе ни
излезат и 5 теренски координатори кои што веќе во наредната година или како оваа година ќе има одредени повици, ќе може да работат директно на терен со општините, со земјоделците и секако со општините во 5 различни плански региони и всушност ова не е еден процес баш на подготовка за да може убаво на терен да им објаснуваме на земјоделците како да ги и во делот на националниот портал за услуги.gov.mk и во овој дел конкретно за аплицирање за субвенции и секако дека еден од нашите партнери во рамките на проектот, токму не е баш Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството, токму во таа насока, сето она кое што не им е јасно, вие сте првите кои што сте на терен и кои што им излегувате во пресрет на земјоделците во однос на сите предизвици со кои што се соочуваат. Сега јас гледам крената рака, меѓутоа е напишано како дел, така да ве молам вклучете се слободно и повелете со вашето прашање и секако представете се. Добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете. Да, јас сум Јанка Стојчева од Радовиш, застапник на Сдружение за рурален и регионален развој. Функционираме од 2017 година и имаме доста активности, посебно за поддршка на руралната жена, за вклучување во современото општество. Мислам дека оваа реализирана денешна обука, мене барем ме збогати со едно поголемо искуство од мојата идна работа, инаку јас не се фалам, работам како наставник и ова ме подсетува на повеќе од 1,5 деценија кога ние за прв пат седнавме пред компјутери, кога не знаевме ни мауси, ни многу работи, нели, и денес тоа ми изгледа смешно. Меѓутоа, ако овие податоци ги слушав од страна на земјоделец, бидејќи сепак потекнувам од земјоделско семејство, ако овие податоци ги слушам од страна на еден земјоделец, денеска ги бев толку многу пренаполнета што ќе не знаев Бога ми каде да фатам. Бидејќи за еден земјоделец, мене, например, како земјоделец, многу ми е полесно да наберам 10 гајби тутун или пола тон праски, отколку овие услуги да земам да ги реализирам овие услуги од денешното искажување или пак, како што ние сме во градот, во Радовиш, еден земјоделец да дојде од Горни Липовик или од Конче со 25 километри од далеченост, што не знае да си ги пополне овие податоци, мислам дека најголема улога тука ќе одиграат шалтерските работници на Министерството за земјоделство, како би го доближиле тој измачен земјоделец кој што доаѓа со 25 километри далечина, можеби и повеќе, и нема толку многу слободно време да доаѓа постојано до Радовиш, а не знае да си ги пополни тие податоци што денес ги спомнаа вашите излагачи, кои што ги оценувам со одлична оценка. И во руралните средини, верувајте, се уште мејловите адресите е проблем за голем број од населението, камо ли пак за земјоделците, кои што спомнав и претходно, можат да наберат, да соберат млеко, да председат, да засират, било што да направат, отколку да пополнат вакви податоци. Тоа го пренесувам од лично искуство, каде што комуникацијата и со моите родителите на моите ученици се уште е малку потешко. Малку потешко оде во руралните средини. Меѓутоа се надевам дека овие ваши излагања, овие ваши семинари, овие ваши предлози ќе го доближат земјоделецот и еден ден можеби ќе биде сето ова лесно, меѓутоа сега на почеток оди тешко. Од страна на земјоделец кажувам, не од страна на вработен наставник. Ве поздравувам, посакувам оваа соработка да продолжи и се надевам на продолжување на соработката. Ви благодарам, Јанка, многу на вашиот коментар. Потполно се сложувам со сето она што го изнесовте. Да, навистина состојбата на терен е токму таква каква што ја прикажавте. Меѓутоа, еве и сами споменавте, а и сите ние видовме што ни се случи изминатата година и како изгледаат тие гужви, турканици, загрозувајќи си го сите здравието, за да, особено земјоделците, за да земат една потврда за движење за време на полициски час. Потврда која што во исто време можеше да се извади со неколку клика и електронски, меѓутоа ако се знае процесот, што во овој случај не беше така и тоа на нас ни даде навистина една насока дека треба да се започне да се превземаат активности во овој дел.
секако се сложувам дека нема да оди процесот лесно, потребно е да помине многу време, меѓутоа затоа да речеме се и ваквите проекти меѓу другото, да речам во нашата земја се отворени 3 локални центри кои што ќе служат како поддршка за да им помогнат на локалното население во издавањето на услугите, а исто така ние во нашиот проект, како што веќе и претходно споменав, низ овие обуки ќе имаме и 5 локални координатори кои што баш вие што го споменавте, со лаптопи ќе одат директно на терен кај земјоделците кои што ќе искажат интерес да електронски да им биде пополнето барањето и така да може да гледаат како тоа всушност се прави, дури и она например Горанчо што го спомена на почетокот во неформалниот разговор, повеќе би работеле и со младите од тие земјоделски стопанства кои што ги имаат, бидејќи секако повеќе им се познати овие модерните технологии, меѓутоа ете така и на младите да им се даде некоја улога која што ја би имале во домот и во семејството, а една од тие улоги кои што би можеле да ги вршат е секако барем ваквите аплицирања за услуги, пополнувањето на апликации за субвенции, барања и така натака. И секако секаде онаму каде што ќе запнеме или каде што нема да бидеме доволно сигурни дали сме на вистинскиот пат, тука ни се и секако значи советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството, кои што навистина се постојано на терен со земјоделците и само сметам дека тоа е единствениот начин како може целокупните овие процеси да ги доближиме до земјоделците. Горанчо, ако има нешто повели, може да ме надополниш, а и некои други, ако имате за прашање, повелете. Ова е во неформалниот разговор разговаравме, во делот на вклучување на младите дома. Значи, сигурно дека во земјоделството не работат само по возрастна категорија на луѓе, вклучително нивните деца, сите се вклучени во целиот процес на самото производство. Меѓутоа кога ќе дојде да се доставува барањето, дали ќе биде во просториите на подрачните единици или во нашите простории, обично доаѓаат повозрастните луѓе, што е сепак една активност или недоверба во младите. Значи имаме ние доста добри примери во делот на поднесување на барање од страна на синови и керки на наши корисници на нашите услуги. И јас сум презадоволен од тоа што тие од година во година се подобри, така да во голем дел од како ги поднесле барањата, јас секогаш им стоам на располагање, вика провери го барањето, те замолуваме, види дали се во ред, внесено е ова, и врз база на сите нивни податоци кои се внесени, проверуваме дали е се во ред и ги охрабруваме на тој начин да значи продолжат со истото темпо и не е ни грешка и да се направи некоја мала грешка, самото поднесување на барање трпи одредени промени, значи промена или корекција на барањето може да се направи и доколку е поднесено, значи се прави корекција на самото барање во рок од 29 дена од поднесување на самото барање. Така да и да ако се направи некаква грешка во самата постапка, во првичната постапка, значи имаме можност да го коригираме самото барање. Тоа е во делот да ги охрабриме сите оние кои сакаат сами да се пробаат во делот на пријавувањето. Инаку постапката не е толку тешка, повеќе визуелно изгледа дека е тешка затоа што се многу слайдови натрупани, меѓутоа кога се одиме поединачно, значи секој земјоделец нема секаков тип на производство. Значи имаме или има растително или има мешовито производство, нешто растително, нешто сточарско производство, така да и поднесување на барањето е брзо. Сметам дека овој тип на поднесување на барање е големо олеснување на самите земјоделци. Во времето мораше да се напиши во пишувана верзија, која ја доставува до подрачните единици, па таму се архивираше, па истата се доставуваше до платежната агенција, па таму тие ги внесуваа сите податоци. Значи сега веќе може барањето автоматски, после поднесувањето на барањето автоматски да се процесуира во самиот систем на Агенцијата за финансиска поддршка и побрзо би биле исплаќани субвенциите, доколку има такви можности државата. Значи согласно оние законските регулативи, до кога како да се исплаќаат. Значи сметаме дека овој начин е подобар, затоа што дава можност да се поднеси барањето и од дом. Значи не мора да се поднесува барањето во текот на работниот ден. Значи кога дома се одмара, кога семејството е собрано, може да се разговара и доколку се младите спремни,
а денес скоро сите млади учат, значи уште од најмала возраст компјутерот е пред нив. Така да сите млади лица имаат и нивни телефони со пристап до интернет. Компјутери има скоро секој млад човек. Многу ретко да имаме лица што немаат компјутер. Така да и во населените места ние каде што движиме ги охрабруваме да ги поднесуваат барањата. Значи ги охрабруваме и на лице место им правиме презентација тет-а-тет, значи човек на човек. Меѓутоа оваа година заради ковид кризата не бевме во ситуација да толку многу бидеме често на терен. Инаку се трудевме колку можеме преку ваквите форми на настани да се вклучуваме секаде и со општините и со други проекти, да ги пренесеме, да ги искористиме медиумите, да им ги пренесеме сите овие информации. Меѓутоа сепак и телефонските нашите телефони се редовно достапни. Значи ги имам и ајде да не речеме 24 сати, значи сепак треба да се спија, ама во најголем дел од луѓето кои се јавил, ако во моментот днес не можеле да ми одговориме, не одговориле другиот ден. Што е сепак една од оперативен карактер е една добра активност. Значи нема постапка да мора да чека било кој барат. Да, и во рамките на истражувањето кое што ние го правевме, кое што претходеше на овие обики кои што сега ни се случуваат, да, агенцијата беше оценета од сите институции со највисока оценка од страна на самите земјоделци. Ја претпоставувам дека една од причините зошто и ве оцениле со највисока оценка е токму поради вашата достапност која што имате. И да, исто, мислам тоа беше многу јасно, пандемијата така наложи да функционираме. Дури мислам како забелешка баш токму тоа го истакнува, дека сега сето е телефонски или е комуникација по имејл, меѓутоа и тие беа свесни дека тоа е така, токму заради тоа што ни се случуваше со пандемијата и заради заштита на нашето здравје, а инаку вашата агенција баш ја имаше и највисоката оценка токму поради директниот контакт кој што го стварувате со земјоделците и всушност тоа е нешто кое што и ние го правиме на различни начини и форми, ама во рамките на овој проект, баш како што споменавте и вие, ќе настојуваме да тоа баш го правиме лице в лице со поголем дел од нив, се со цел за да ова денес ние што го имавме можност да го гледаме и слушаме, да може и на терен колку што може повеќе земјоделци да го видат, затоа што сметаме дека пак од друга страна најголемиот најмногу може да се успее кога станува збор за овладување на одредени промени, доколку еден земјоделец ги примени, па тој пренесе на другиот, на третиот и обично така најчесто и се случуваат промените во поголем обем. Други прашања, коментари околу овие процеси? Секако, како што спомена Горанчо, ако доколку во моментов немате одредено прашање, меѓутоа дополнително сепак ви текне нешто кој што би сакале да прашате во било кој од овие два портали во однос на аплицирањето електронски или друго прашање кое што е поврзано со сектор земјоделство и рурален развој, секако дека може да се обратите до нас, контактите ги имате, исто така коалиција на Gmail и имејлот на организацијата, каде што може дополнително да ги поставите, а па ние секако ќе ги поставиме до нашите обучувачи. Ако нема други прашања, иако мислам обуката требаше да трае подолго, ние го споивме делот кој што беше наменет за паузата и за ручекот, се надевам дека немате ништо против, па токму поради тоа и порано ќе завршиме. Исто така, тука би сакала да најавам, доколку имате други ваши колеги или заинтересирани кои денес не беа во можност да ја следат оваа обука, истата оваа обука ќе имате можност да ја проследите и утре, и тоа со два термини. Едниот термин е од 10 часот, вториот термин започнува од 14 часот, како и наредната сабота на 31 јули, исто со почеток од 10 и од 14 часот. Ви благодарам многу, се надевам дека за присуството, се надевам дека беше корисно она што имавте можност да го слушнете и секако со сите од вас и понатаму остануваме во контакт. Ви благодарам многу, имајте си убав ден, а воедно и убав викенд. Благодарим и тебе. Поздрав. Чао, чао. Чао. Овде?